Минатата година, кога разгледувавме сличен извештај, јас изразив сомнеш дека она што го очекуваше Венецијанската комисија, кога мислеше дека департизацијата и деполитизацијата во судството ќе се постигнат преку ангажман на стручни тела како судскиот совет и советот на јавните обвинители, иако во поголем број држави нема два органи, туку еден орган го врши изборот и на јавните обвинители и на судиите. Значи, очекувањата воопшто не се не станаа реалност во Република Македонија, тоа е факт. Минатата година изразив сомнеш, меѓутоа годинава уште повеќе ми се потврдува овој сомнеш. Ке се обидам накусо да објаснам зошто. Значи, прво, овде доаѓаат и други извештаи. Неодамна го разгледувавме извештајот на антикорупцијската комисија и просто шокантно делува кога гледате дека на прво место во перцепцијата на граѓаните дека нешто не функционира како што треба и е подложено на корупција и криминал е правосудството. Значи, тоа што треба да биде гаранција за правата на граѓаните е закана за граѓаните. Тоа го проблематизира потребата од постоење на ваков орган. Второ, неколку пати и денеска потврдувате дека немате надлежност за да може она што е вообичаена надлежност на ваквите тела, значи не да биде само орган што избира и разрешува и пишува информации, зашто ова не е извештај, ова е информација, значи ако нема надлежност, тогаш нема причина за постоење на едно тело. И, како што рече мојот колега, во тој случај, на ваква драматична недоверба во судството и најдраматична во Советот на јавни обвинители, станува актуелно прашањето чуму ни е. Да објаснам уште нешто, што мене навистина ме зачудува. Значи, и покрај ваквата, како што велите вие, ограничена надлежност, што не смееме да изгубиме од вид? Дека не случајно и судиите и јавните обвинители се бираат доживотно, за да можат да бидат самостојни и независни, а вие сте еден од главните гарантори за независноста на јавните обвинители. Значи, од вас зависи дали јавни обвинители ќе станат најдобрите и дали лошите, а не само најлошите, нема да останат јавни обвинители, дури и ако влегле како јавни обвинители. И тука е мојот голем страв. Ако во стартот на оваа генерација имаме страшен товар, не само на незнаење, на неморал, па дури ако сакате и на кршење на основните принципи на правото, тогаш не знам дали има човечки материјал за изградба на јавни обвинители кои навистина ќе ги гонат сторителите на кривичните дела и ќе гарантираат дека правдата е во прави раце. Не случајно, не знам колку знаете, например во британскиот систем, јавниот обвинител по функција е дел од владата таму. Public prosecutor е дел од владата. Сега, она што граѓаните го мислат за владата, како да го мислат и за сите оние кои што се нејзин предлог или таа има најголемо влијание при нивниот избор. Значи,
имаме сериозен проблем. Зошто реков, не знам и дали да се јавувам, истото треба да го повторувам. Значи, гледаме овде податоци, гледаме овде статистика, ама не е Советот на јавни обвинители, статистичка агенција за изборот, за разрешувањето, за представките, туку е гарантор на независно и самостојно постапување на јавните обвинители, односно во постапките пред судовите. Значи, бројки само гледам, завршени, почнати, кадровски состојби, материјално-финансиска состојба, затоа реков дека ова повеќе ми личи на информација, одошто не извештај. Тоа, да ви кажам, не хендикепира нас, пратениците. Бидејќи во рамноправноста на трите власти мора да има спреги и кочници. Ова е една од кочниците на пратениците, бидејќи имаат право да знаат како работат органите кои што се гарантори на независното судство и независното јавно обвинителство. Јас не можам од вашиот извештај да добијам вистинска слика и ќе образложам зошто. Бидејќи дискусијата така денеска, точно веќе кажа мојот колега, беше презентиран извештајот на NDI и повторно, значи, во оние 3% или колку, јас веќе и не знам, бидејќи е тоа во слободен пат, повторно, јавното обвинителство е на подолу и од оние што се најдолу. Тоа е страшно загрижувачки за секој што ќе се најде во некоја постапка. Неколку пати денеска, бидејќи, морам да кажам, прво ми е непријатно овде да зборуваме дали после тоа што заради тоа што не била избрана во висшето јавно обвинителство, јавната обвинителка Ленче Ристовска реагирала како што реагира, ама јас имам едно ветување во животот дека добрите студенти секогаш и секаде ќе ги бранам, а нема да зборувам за оние кои не биле добри, никогаш и никаде, зашто мислам дека на тоа немам право. Значи, прво да разграничиме. Тоа што го изјави господјата Ленче Ристовска е на конференција, на експертска расправа. И тоа што го кажа, мора да го третираме како право и слобода на изразување на експертски став, кој никаде и никогаш не смее да биде ограничен. Вие од неја баравте докази за она што го изрази. Па покренете вие постапка, а не се повикувајте на етичкиот кодекс против неја и поднесете вие докази дека таа нема докази за она што го зборува, односно дека тоа не е вистина. Извинете, на конференција јас можам и било кој, и судија, и јавен обвинител, да се држи до струката, до науката и слободно да дискутира, бидејќи не се работеше за нешто што било тајна, па таа го обзнанила на некоја конференција. Значи, прво лошо е да зборуваме за неја овде, но кога е добро, јас морам да кажам дека добро постапи, би сакала и други суди и јавни обвинители на експертски расправи да се водат од сопственото мислење и ставови, а не да мислат на органот во кој што се, бидејќи тоа е дебата со аргументи. Што друго сакам да кажам, значи? Впрочем, слично на мене мислат и многу други правници и многу други експерти во оваа област. Понатаму, кога го читам извештајот, велам, значи, бројки. И сега, повторно истата методологија. Минатата година ве замоливме, ако може,
Ние не бараме имиња и презимиња, ние не бараме случаи. Меѓутоа, јас сакам да видам дали со право се обвинува работата на Советот на јавните обвинители. Зошто? Бидејќи овде ќе прочитам дека природата на представката е од таков и таков тип, или извинете, ако не сте избрале некого, тоа треба сериозно да биде аргументирано и документирано. Бидејќи тогаш прашањето е зошто не сте го примениле тоа и за некои кандидати за кои дознавме дека направиле тешки повреди. Извинете, ама ја не мислам дека тоа што сте го добиле вие е свршен чин. Ја дури не мислам дека академијата така требала да се однесува на академија, не се конкурира со правосуден испит, туку се конкурира со диплома. И јас ќе ги прегледам, без оглед дали некој ги прегледал, сите дипломи, цел процес, бидејќи како иначе да верувате во правото и правдата, ако гледате дека луѓе на таков начин влегле во правосудниот систем, изгора се прикрива или се забошотува нешто, дека речи се истите кандидати не само што влегле на академијата без да завршат факултет, па замислете се употребува еуфемизмот порано полагале, не баре требало да патуваат некаде, порано 2 години не можете да полагате, згора покрај тоа треба да имате и работно искуство. Значи тоа го нема. Имале и фалсификувани сертификати по англиски јазик. И замислете сега, наместо тоа да биде причината која ќе предизвика тревога, се укинуваат сертификатите и сега се полага пред комисија правен англиски. Извинете, ама не знам да има европска држава, а тамо целиме, бидејќи за секој службеник се бара да има соодветен сертификат, каде што ќе се полага на ваков начин. Значи, аргументот дека не сте направиле избор, бидејќи сте имале сознанија дека не се тоа соодветните кандидати и покрај тоа што формално правно ги исполнуваат условите, не држат доколку не се сериозно документирани. И тука нема што да е тајно. Сите сакаме да знаеме зошто некој не бил избран. Оти инаку, вака, ако е дискреционо постапувањето, тогаш тоа е каде што има дискреционо постапување, правото е загрозено. Значи, секоја година гледаме законските одредби. Јас би сакала да видам во еден извештај што е тоа што вие го предлагате. Можете точно овде каде што зборувате за законските одредби за Советот на јавни обвинители, што е она што вие го предлагате да се смени, за да може да имате надлежност. И ако немате надлежност, тогаш не ми е јасно што работите вие и зошто сте тамо. За податоците ви ќе кажав, подосна ќе објаснам. Податоците ништо не кажуваат ако не се систематизирани, класифицирани, не мислам на класифицирани податоци како забранети, туку мислам по сродност, за да видиме ние зошто понекогаш се прифатила представката, зошто не, за да ги согледаме состојбите во јавното обвинителство и во судството, инаку како ќе превземаме реформи и како ќе нудиме промени. Вие сте тамо и медија срез најдобро знаете и треба нам, пратениците, да ни ги предочите празнините правни или она што не е регулирано, зашто вие сте најквалификуваните, за да може ние утре, кога овде ќе предлагаме измени или владата ќе предлага, да се повикаме на аргументите на стручната и експертската јавност и на вашето искуство што го имате. Значи, реков дека ако довербата е сведена на статистичка грешка, ако истото важи и за судскиот совет, а тие се двата столба на независното судство и независното јавно обвинителство, ние подитно треба да превземеме радикални мерки.
Колегата вели оставки. Не мислам дека оставки ќе се соочиме со оставките, за жал, мислам, меѓутоа факт е дека ова што ни се случува во судскиот систем е нешто што ниту еден правник, па ниту еден граѓанин не може да го разбере. Не може да го разбере, бидејќи ако столбот паднал се скршил, ако столбот се ниша, како очекувате судската зграда да функционира? Нема да има тамо ни право, ни правда, ќе има граѓани кои ќе се плашат да влезат тамо каде што би требало да биде портата за нивниот спас кога им се повредени правата. Ги гледам овде податоците што сте ги навели и многу ме загрижува кога гледам дека и во 2018 година, и ако сакате во 2021 година, ниту еден од редот на Академијата за суди и јавни обвинители не е избран. Јас порано сум викала, знам дека и кога почна да функционира Академијата, продолжија ангажманите на луѓе кои не го поминале тој пат, меѓутоа, од ова што го гледам овде, значи, знам дека треба да стигне генерацијата за да имате вие контингент на новостасани правници од кои ќе ангажирате, меѓутоа, навистина, и ова ме зачудува на некој начин. Зборуваме за јавното обвинителство, јас не можам да кажам дека јавното обвинителство за организиран криминал го персонифицира господинот Ислам Абаси. Долго време се прашувам, дури напишав нешто, зошто тој, кога самите јавни обвинители одлучуваат. И си велам, што би можел да биде соломонскиот одговор? Може би баш затоа што ништо не знаеле за него, а за сите други знаеле нешто лошо, е причината што се одлучиле за најнепознатиот. Ни биографија видовме, ни обраќање, ама сите ние правниците па бараме да видиме што работел, бидејќи како што немаше господјата Јанева ниту еден предмет, извинете, ама така и кај господинот Абаси, јас не гледам дека имал шанса да се покаже и да се докаже во оваа функција за да биде избран. Заклучокот е што? Дека нам, како и сите други институции, не само политичките, туку и оние што треба да се колнат во меритократијата, во знаењето, компетентноста и во стручноста, ни страда од партизација и од политизација. Затоа тој Титаник не може тоне, не може да се спаси, бидејќи станал систем. Значи, партизацијата и политизацијата се сијамски близнаци со корупцијата, клиентелизмот и криминалот. Кога ќе тргне тоа, не можете да го запрете. Бидејќи нема пострашен вирус од него. Исто така, кога гледам кај разрешувањата, да не е старосната пензија, сигурно не би имало ни разрешување. Бидејќи овде одвај да забележам еден, поради незаконско, нестручно и несовесно вршење на функцијата, и пазете, не е исто незаконско, нестручно и несовесно. Јас сакам точно да ми се опише овде, не барам личноста, не барам слика, зошто е некој разрешен, а зошто имало случаи што не биле разрешени. Зошто? За да создадам критички однос. Истото и во 2022 година, само што сега, за среќа, за некое чудо,
двајца по собствено барање во текот на дисциплинската постапка, што кај секој правник раѓа сомнеш дека знаеле дека ќе бидат разрешени, па затоа си заминале. Ама пак не знам зошто. Сакам да знам, зашто така јас вас ќе ве оценувам. Сите, а не нив. Не нив. Вие ги оценувате нив, ама ние вас. Како? Преку однесувањето кон сите кои што, значи, ќе постапат спротивно на законот, кои нема да се држат до дисциплинската постапка, ќе ја прекршат, етичкиот кодекс и така натамо. Ама нема податоци. Нема. И сега јас бројкава дури не можам да ја запомнам. Бројки се помнат тогаш кога се однесуваат на случаи. Оти тоа не е Рубиконова коцка. Бројката, значи, е врзана во вашиот случај за личности, за луѓе кои, замислете, имаат една од најважните, една од најпрестижните, кога велам најважните, животот на луѓето, здравието, психичко, физичко, зависи од работата на јавните обвинители. Довербата во судството зависи од нив. И овде нема, значи, податоци. И сеја човек си вели, дали се работи за непогрешливи правници, затоа се доживотно избрани, значи, или пак се работи за грешници, за погрешни луѓе на право место, па критериумите толку се урнисале, што важно е да влезете во овој статус, бидејќи тогаш ви се гарантира многу лагоден живот. И затоа јас сум велела многу пати дека не треба да се ограничи само на јавните обвинители, само на Академијата на суди јавни обвинители. Сум велела дека во светот се регрутираат и од врвните адвокати, тие треба да се докажат во предметите и така натамо, од професори по право во дисциплините, како што се казнено право, кривична постапка и така натамо, зашто така и ќе има поголема конкуренција и нема да имаме вакуум, нема да се плашиме дека леле мораме сите овие од оваа генерација да ги вклучиме, зашто инаку ќе ни останат многу незавршени работи. Значи, овој извештај што е пред мене многу наликува на предходниот на предходниот, и сега јас само годината е различна. Значи, тоа е недозволиво, бидејќи овде добиваме различни извештаи, да речеме годишниот извештај на народниот правобранител. По секоја година има различни проблеми. Кога се повторуваат проблемите, како овде, значи нерешлива е ситуацијата. Нема да должам, но би сакала да го коментирам и ова. Велите вака, значи, кога ја образложувате оценката, кога ги аргументирате причините за представките, речникот воопшто не е правен. Замислете да речете дека воочени се пропустите имаат формален карактер, дел од нив имаат суштинска природа. Извинете, што значи ова? Значи, вие треба да кажете толку и толку од овие. Е се од формална природа. Формалната природа е ова. Суштинската природа е ова и ова. Процентот, соодносот е ваков и ваков, за да можеме ние овде да заклучиме. Чекајте, имало, значи, овде пропусти, ама пропустите се од ваква природа, овие се од таква природа, ако ги споредиме, има шанса за подобрување. И пазете сега ова лекцијава. Зборуваме за судство. Значи, не баре на дете му велите, ти укажувам во иднина да не правиш вака. Така викате, да не ги повторуваат ваквите повреди, бидејќи, значи, да не ги повторуваат ваквите повреди. Каквите повреди да не ги повторуваат?
Ја ништо не знам. Бидејќи јас сакам да знам како иначе да кренам рака и како да верувам. Констатирано е дека истите не биле од влијание за законитоста, а велите дека од формално правна природа биле. Па каква е таа друга формално правна природа? Сакам да видам. Во што се состоеле повредите? Толку и толку биле вакви повреди, толку и толку биле од таква природа. Значи, што заклучувам? За ваков речник да употребите, што треба да се случи? Треба да живеете во незаконита состојба, како редовна состојба, па ова не е нешто страшно. Така, формално правна природа не биле од законита. Значи, кога нешто што не е во ред, нешто што е неуставно, незаконско, неморално, ке стане преку повторување реалност, тогаш реториката станува чудна. Сите овие овде изрази се еуфемизми. Не може да употребуваме еуфемизми, треба да употребуваме јасен, правен јазик, ако сакаме во реформите да ги отстраниме, бидејќи во спротивно тука ќе го најдеме, значи ќе ја најдеме причината за држава што има сериозни проблеми со правото, држава на која и не достига владење на правото, држава во која не се регистрира кршењето на правото, дури од оние кои примаат плата и се овластени, уставно и законски, тоа да го прават. Како тогаш ние пратениците да утврдиме што се случува во правосудниот систем, што се случува во јавното обвинителство? И пазете сега на крајот, секогаш вие, кога ќе направите една диагноза, и тоа прецизна, детална диагноза, тогаш го препорачувате правниот лек, промени, правни, институционални, процесни и така натаму, а вие пишувате дека иако пропустите не се од влијание за законитоста, оваа состојба треба да се надмине и да нема пропуштања. Ништо не разбирам, извинете. Ништо не разбирам што пишува овде. Што значи треба да се надмине во футур? Ние можеме, правниците, тоа да бараме од вас, да ја надминете пратениците. Состојбата, зашто тоа е нашата спрега, нашата противтежа на вашето работење. Ама како да ви препорачам нешто, кога не знам што е, и како да ви речам воопшто да нема пропуштања, кога пропуштањата станале реалност. Значи, редовна појава се пропуштањата, иначе би имала јас овде многу податоци. Велите дека не е превземена, значи, еве овде, ако нема дисциплински постапки, тогаш, каде нема дисциплински постапки? Тамо каде што дисциплината е врвно почитувана. Како сега ние кога знаеме што се случува, нема дисциплинска постапка. Значи, ако имате, и минатата година ве замолив, не знаев дали да дискутирам, значи ве молам, не бараме ние да ги обзнаните личностите. Не, немаме право на тоа. Ама ние бараме делата да ги наведете овде, пропустите да ни ги наведете, проблемите да ни ги наведете, врз основа на тоа да ја направите диагноза на состојбата во јавното обвинителство, затоа сте, никој не ви забранува тоа. И на крајот да предложите излезна стратегија, иначе зошто би седеле вие таму? Може би да ви кажам, ако сте имале повеќе седници од 30, како што читам овде, тогаш и ќе сте го направиле ова. Тоа е многу комфорен статус. Многу комфорен статус. И од извештајот се гледа дека, ајде, може би не мора работата да се одвива само на седниците. Туку по групи, анализира секој, како секој од нас, мене никој не доаѓам јас овде ако не го прочитам законот, ако не видам споредбено како е.
Не се јавувам за дискусија и не кревам рака додека не ми е све јасно. Ама вие за да кренам јас рака, треба овде материјал да ми доставите, а тоа го нема. Значи нема ништо овде, не гледам јас документ, не гледам факт. За тоа што сте превзеле за да ги надминете пропустите. Да опоменете некого од повисоките јавни обвинителства, извинете, опомена, не знам дали е инструмент соодветен за ваков орган. Очигледно дека опомените не довеле до промена на состојбите и затоа сме во ситуацијата во која што се наоѓаме. И секогаш човек се вика сега, ај да видам во Законот за јавно обвинителство што можело да се превземе. И читате, па Бога ми, јас овде гледам 18 можности за тешки дисциплински повреди. 18. Па ве молам, јас сакав да видам од овие 18, значи сега на конкретни случаи, не персони, да видам што сте превзеле или ако не сте превзеле, зошто не сте превзеле, која ви е дилемата и како мислите дека треба да се отстрани. За лесните не се, извинете, 11 се тешки дисциплински повреди, во едно сум ги ставила, 1, 2, 3, 4, 5, 7 се лесни дисциплински повреди, за да видам дали вашата констатација дека не се работело за повреда на законитоста, односно за тешки повреди, не биле од влијание за законитоста, навистина држи и затоа сте пристапиле кон регистрирање на лесни дисциплински повреди. Значи, не е доволно со 2-3 реченици, само да не е ни констатација, не е диагноза, само да споменете што се случило. Туку, велам, овде мене ми треба сериозна анализа на типот на повредите, на типот на постапувањето, не само дали биле од приватни лица или од правни лица, сакам и тука анализа. Зошто мислите дека правните лица не иницираат? И тоа ме интересира, сум видела и такви извештаи. Зошто приватните лица не секогаш го прават тоа? Дали зашто не веруваат, дали зашто од претходното искуство имаат вакво сознание дека нема да бидат разгледани и така натаму. И јас веќе го споменав основното јавно обвинителство. Значи, основното јавно обвинителство во 22 година е шампионот по представки. И повторно јас не знам зошто, од каква природа се и дали, значи, има можност тоа да се надмине. Отиако секоја година истото го слушаме, истото колешката го заклучува, нели, ќе го усвоиме извештајот, до следната година ние ќе ви препорачаме по добра методологија, прецизност, јасност, аргументација, препораки, и истото ќе го добиеме, вие треба да си го преиспитате, да ја преиспитате, да ги преиспитате и оние кои што се вработени и кои се ваша логистичка поддршка. Дали тие имаат капацитет и знаење за ваква работа? Бидејќи да, вие сте совет на јавни обвинители, ама некој треба компаративно да прикаже, некој треба да се повика на добрите европски искуства, некој треба да се повика на годишните извештаи. Ја не сум видела кај вас во извештај, сум видела во други извештаи. Што е тоа што ве преокупирало годинава во годишниот извештај за напредокот
во судството, бидејќи таму има сериозни забелешки, пропусти, барање за реформи и така натамо, дури и ветинг. Меѓутоа, ние како да добиваме еден ист материјал, само годината се менува. Значи, Советот за јавни обвинители не беше формиран само за да имаме уште едно тело и да веруваме дека ќе добиеме гарантор за независно судство и за солидно, морално, етичко, јавно обвинителство. Ако е вашата функција само да бирате, оти и разрешувањево е спорно, зашто е маргинално и случајно ретко, тогаш не мислам дека има причина за постоење на овој орган. Значи, мислам дека минатата година зад мене е председателката на комисијата, исто така, колку што паметиме сите, рече дека мора бројките и информациите да не бидат само обична фактографија, да не бидат селективни, туку дека треба во извештајот да ни го насликате процесот на вашата работа, да ја видиме посветеноста, да видиме дека има причина за вашето постоење, да видиме дека просветителски сте делувале и просветно врз правната професија. Оти воспротивно, не знам зошто би разговарале колку веќе 3 пати јас, ова ми е 3 пат или 2 пат? 3 пат. Имам впечаток како и самата да се повторувам, ми не достигаат зборови, барам нешто ново, специфично, за да можам да повикам на негово остварување. Но тоа го нема. И со министерот неколку пати имавте диалог со колегата. Видете, министерот, значи, не е избран, не е член заради тоа што е господин Лога, истакнат правник, туку затоа што е министер за правда. Иначе, ако ме прашате мене, дури во статусот треба да биде ист, бидејќи не пишува дека во уставот дека нема да има право на глас. Меѓутоа, да си признаеме, јас бев голем противник 2006 година на тоа министерот за правда по функција да биде член на судскиот совет. Ја молев тогашната министерка да го има тоа во предвид. Точно е дека во многу држави министрите се членови на судските совети. Ама немаат тие проблеми какви што имаме ние, бидејќи доволно е да седи тамо, па дури и да не седи, па партискиот дух да кружи во текот на работата. Затоа е подобро да не бидат тамо министрите, туку оние идејата беше, значи, со овие органи, стручната фела, која најдобро ги познава проблемите, најпосветена на владењето на правото во судскиот дом, во јавно-обвинителскиот дом, сама да ги селектира меѓу себе најдобрите. И особено вакво тело во какво што седите вие. Значи, не знам, се чини дека вие оставате на нас, ние оставаме на Министерството за правда, меѓутоа да повторам. Ако еден орган нема точно утврдени надлежности и ако не ги врши тие надлежности или ако креативно не се однесува кон надлежностите што ги има, да не зазвучам сега јас како подпредседателот на судскиот совет, нели? Тогаш нема причина за неговото постоење.
вие морате во следниот извештај да не убедите дека знаете што треба да се реформира, сте ја разбрале и сте загрижени заради природата на она што се случува при изборот, при разрешувањето, дека представките можете да ги анализирате, можете да ги аргументирате, дека ве натерале да бидете вознемирени, за да може ние пратениците да кренеме рака. Меѓутоа, искрено јас годинава, и кога е во прашање судскиот совет, и кога е во прашање советот на јавни обвинители, имам сериозна дилема дали со ваквата работа и со ваквото постапување и со ваквата драма во која што жртва е загрозено е правото од оние кои се колнат во него и треба први да го бранат, дали треба да гласам за. Благодарам.